Драги гости, пријатели на Музеот на град Скопје и на Македонија, да ви покажам, посакам добре дојде во Музеот на град Скопје. Пред да започнеме со отворањето на оваа значена изложба и овој значен настан, со оваа церемонија, би ве замолил и ве повикал сите со едноминутно молчење да им одадеме почест на загинатите жртви во трагедијата што ја погоди Македонија минатата недела во Кочани. Со едноминутно молчење и благодарам. Слава е, нека има лес на земјата, никогаш да не се повтори. Да се назоврсам. Вечерва сме сите овде собрани по повод на отворање на третата меморијална ликовна изложба по повод 120 години од една исто така голема трагедија која ќе погоди Македонија и македонскиот народ. Тоа е колежот погромот во село Загоричани, кој што се случи пред 120 години на денешен ден. Ке имаме можност да слушнеме повеќе за овој настан, како и за изложбата, која што ќе имате можност да ја видите и подетално да разгледате оваа вечер. А сега го замолувам хорот на Здруженијето Загоричани да не поздрави сите. Повелете. Да живее Македонија. Сега би сакал да го поканам председател на Здруженијето Загоричани, господинот Никола Костадиновски, да ни се обрати и да ни каже нешто повеќе за настанот и да ги најави исто така, да го замолим и другите говорници
кој што ќе секако ќе имат што да кажат за настанот од историски контекст, како и за изложба. Господине Костадиновски, поведете. Ехото на нашите предци е говор на човек кој од последниот состанок со животот ги фрла своите зборови, своите пораки кон оние што останува, кон оние кои ќе градат иднината. Тие зборови, тие грчеви на срцето и умот, последно што човек може да стори. Пред да се стрмоглави во бездната на заборавот. Човек растнат меѓу љубовта кон татковината и слободата на мислите и животот не умира. Жртвата на нашите предци не е нивна последна борба во која срцето и умот се одуже, а зборовите куршуми. Тоа е надежда дека нивната ќе остане во сеќавањето на тие што остануваат и на тие што допрво доаѓаат. Тоа е пораката кон генерациите да се борат по новиот пат за подобра и посветла иднина. Во преградката на таа иднина и духот на нашите предци да докажеме дека љубовта меѓу луѓето и народите треба и заслужува да ја почитуваме и браниме. По повод еден друг траурен настан, историски настан 120 години од Андартскиот колеж во Загоричани, Родокрајното здружение Загоричани ја организира третата меморијална ликовна изложба "Стоп на теророт да не се повтори". Затоа ја повикувам доктор професор Виолета Ачковска да даде краток еден историски осврт за тој настан. Почитувани присутни, би сакала вечерва да одбележуваме некој убав настан, но за жал македонската историја од почетокот на 20 век е исполнета со многу тажни, потресни моменти, во кои најчесто жртва бил говоракиот македонски народ, изложен на насилство од едната страна на османлискиот режим, а од другата страна на вооружените балкански пропаганди кои сакале да го раскинат кревкото тело на Македонија. Но, покрај таа тажна, тешка историја на македонскиот народ, паралелно тече уште една историја. Историја на непокорот, историја на борбата за обстојување, историја на македонецот да биде, да остане и никој да не може да го уништи до крај. Тој вечен македонски непокор, македонски обстој. Уште од формирањето на грчката држава, а особено од 1844 година, кога се востановува грчката мевело идеја, целокупната грчка политика од тој период се до Балканските војни беше насочена кон остварување на територијално проширување на малата грчка држава, која секако беше држава грабливец, бидејќи со секоја мировна конференција добиваше на зелена маса нови територии и ново население. По 1913 година грчката политика почнува се една борба на геноцид внатре во нејзината држава, насочен кон етничко чистење на северниот дел државата, односно кон делот на Македонија, кој и припадна на Букурешкиот и на Версајскиот мировен договор, односно 51% од македонската територија. Во тој следно историски настани, може би една од најтрагичните епизода во која можеме да кажеме бегајте од данајците кога даваат дарови. Епизода која е една паравојна интервенција во османлиска Македонија представува грчката македонска борба од 1904 до 1908 година. Предводник нова грчка македонска борба беше така наречениот Македонски комитет, формиран во јули месец 1904 во Атина. Начело нова грчка македонска борба застана
видни, богати личности, застанаа сите представници на грчката пропаганда, застана целата грчка држава, која уште од самото свое формирање имаше посебен македонски фонд, со кој требаше да се финансира нејзината борба за освојување на Османлиска Македонија, односно за да се реализира нејзината мегало идеја. Овој период од 1904 до 1908 или така наречената грчка македонска борба, која е сурово со една голема иронија представена во музеот во Солун, каде на чело стои фигурата на Георгиус Каравангелис, односно на Германос Каравангелис. Исто така нашиот Коте од Рулја, нашиот условно кажувам, и такви личности кои беа колјачи на македонскиот народ. Грчката историографија со голем вознес ја воспевала цела борба која се води во овој период и ја воздигнува на рамниште на нејзиното востание од 1821 година. Една сурова борба која беше насочена кон представување една лажна слика за сето она кое се случуваше во Османлиска Македонија. Грчката вооружена пропаганда, која се служеше со сите средства на терор, убиства врз македонското население, се представуваше како борба на елинизмот, дека наводно во Османлиска Македонија во тој дел доминантен е Рум Милетот, односно грците, и дека тие водат борба за елинизмот. Во рамките на ваквата грчка македонска борба, се случија многу настани. Зеленичката, свадбата во Зелениче, индивидуални убиства на помали групи македонци, тероризирање, економска борба која се водеше со и економско исцрпување на македонците, недозволување во Солун да отвораат своји дуќани, прогонување и така натаму, но сепак врз на сето тоа беше невидениот терор кој се случи на еден убав ден. Тоа беше денот Благоец, 25 март или 7 април по новиот стил, кога грчката андарска чета предводена од Вардас и организирана од Каравангелис, од митрополитот Каравангелис, влезе во селото Загоричани и направи еден невиден масакар. Селото Загоричани им беше трн во очите на целата грчка пропаганда, бидејќи ова село прво ја отфрли грчката патриаршија, односно не сакаше да биде грцизирано, ја прифата екзархијата како црква која му беше поблиска до јазикот и до менталитетот на населението и со тоа си создаде огромен непријател во лицето на владиката Каравангелис, но и на македонскиот комитет формиран во Атина, кој имаше за цел една цела програма како да се еленизира, односно како да се грцизира тој дел од Османлиска Македонија и пред големите сили да се представи дека таму грците си водат борба за еленизмот. Ова грчка македонска борба прво беше насочена против организацијата ВМРО и четите, односно Македонската револуционерна организација, бидејќи ова организација се бореше за автономија на Македонија како чекор кон македонска државност. Во овие рамки, често пати, грчкото насилство кој се случуваше врз македонците беше толерирано и од османлиските власти, бидејќи тие едноставно грчките андарти ги чувствуваа како сојузник во уништување на македонските чети, односно на четите на Македонската револуционерна организација. И втората работа беше прифаќањето на екзархијата, односно Бугар Милетот, како што го викаа, или екзархистите сакаа да ги преобратат во Рум Милет, односно да ги грцизираат. Нападот на 25 март 1905 година беше еден од најкрвавите настани кои се случи во таа грчка-македонска борба. Ненадејно 180 до 200 четници влегоа во селото со една невидена измама, со една труба
која беше знак дека влегува суштина во селото нека 8 англиска единица, но тоа беше една мамка за да излезат луѓето од своите домови и како што излегува еден по еден беа масакрирани. Пред тоа водачот на андартите Вардас, Цонтос Вардас, им одржа говор на своите четници, споредувајќи го и со полубогови, со наследници на полубоговите титани, кои треба до крај да извршат одмаздата, кои не треба да бидат самоубици, туку треба да бидат зверови кои ќе ликвидираат се што ќе видат пред себе. И во самиот тој колеж кој ќе го започнат во Загоричани, се слушал гласот на Вардас кој им кажувал дека ниту еден не треба да остане жив кој над 16 години во селото. Но за жал, жртви имаше и деца, и жени, и старци, се она кој излегуваше пред очите на овие зверови луѓе, како што ги нарекуваа подоцна конзулите и представниците на италијанските воени сили, Манера полковникот, Албер полковникот и неговиот колега Манера, тоа тие, вика ние сме виделе злосторства, сме патували, сме се бореле со африканските племиња, но вакво нешто не сме можеле да видиме и да живееме. Колежот траел сат и половина, можеби до 3 сати, и тогаш од блиското село било Команичево било алармиран еден одред турски кој дошол во селото и така благодарение на тој одред биле спасени, а се претпоставува дека можеби уште 2000 луѓе загоричани ќе бидат уништени во тој колеж додека не дошле, доколку не пристигнала таа османлиска чета. После неколку дена тука дошле да видат на лице место австријскиот конзул Прохацка, рускиот конзул Кали, представниците на Италија Манера и Албер. Не можеле, биле згрозени од сликите кои ги виделе. На почетокот, уште кога влегле во селото, кметот на селото со неговата керка биле распарчени. Но најгрозна слика била таа која била пред црквата. 17 луѓе кои биле искасапени во црквата пред иконата на Пресвета Богородица и потоа извадени пред црквата. Прободени очи, исечени грклани, исечени раце и нозе. Таа слика просто конзулите не можеле да ги гледаат сите тие луѓе кои биле масакрирани од такви зверови какви што биле андартите предводени од Вардас, од капитанот Вардас. Една од најгрозните слики, можеби најтажните слики била кога целото семејство на крајот од селото на Кузо Самарџијата убиено, неговите керки, трите, едната 7, едната 14 години, а најмалото девојченце било набодено на бајонет. Тоа се едно такво зверство, не се памети можеби во овој дел од Македонија, иако подоцна егејскиот дел на Македонија ќе доживе и Катраница, едно злосторство кое е уште пострашно од ова кое се случи во Загоричани, но сепак ваквото злосторство, ваквото психолошка, не било тоа само едно зверство, туку еден начин како да се очисти тој народ од тие предели, или да се гарцизира, да бидат славни елини, или да го нема од таа територија која грците планира да ја присвојат како нивна територија, односно како нивна историска територија. Всушност затоа од реформата на образованието која грците ја спроведува во средината на 19. век, па се до денешен ден, борбата за историјата, борбата за фалсификувана историја, се прави реформа на образовниот систем, во кој образовен систем македонската историја, византиската историја се присвојува како грчка историја и тоа до ден денешен го имаме. Се уште се преговара за македонската историја, се подпише еден срамен предспански договор со кој ја дадовме историјата, го дадовме своето македонско име, своите македонски идентитет. Значи таа грчка македонска борба која почна со насилство,
која кулминација може би доживеа во овој период во селото Загоричани и ден денеска не е завршена. И ден денеска ние сме удар на грчката фалсификувана историја со која сака да се покаже историски легитимитет на територијата која им беше поклонета на зелена маса, односно 51% кој им беше даден во Букуреш и во Версај. Спомнуваме Загоричани бидејќи не треба да се заборави. Тие луѓе отидоа во залог на шовинистичка, зверска политика на грчката влада, бидејќи тоа не беше случајно, тоа си беше една цела програма организирана од грчката влада за систематски геноцид и уништување. Селото Загоричани 3 пати доживеа, иако имаше поединечни други убиства, но 3 пати доживеа вакво помасовно етничко чистење. Првото беше после Илинденското востание, 1903 година, кога беше опожарено од османлиската војска селото Загоричани и тогаш беа убиени 25 селани. Потоа овој злостор през 120 години за кој зборуваме, во кој 60 Загоричани беа убиени според повеќе документи, некаде се бројките различно, 60 до 80, но историчарите некако ја утврдуваат бројката од 60 мртви, 7 ранети, опожарени многу куќи, предми, многу стока заклани и така натаму, се одело кон тоа што може повеќе да се заколи луѓе и стока, сесоре, што наоѓа. Значи тоа е второто масовно и големо убиство кое се случува во Загоричани. За време на грчката граѓанска војна исто продолжуваат злосторствата. Некаде 62 лица од Загоричани загинуваат во грчката граѓанска војна, а 242 се иселуваат во другите земји и во прекоокеанските земји. Значи со тоа селото Загоричани, кое имало пред балканските, околу балканските војни, некаде 2370 жители, 1991 година има 454 жители. И во него веднаш по колежот почнаве, односно после балканските војни, почнува да се населува друго инородно население, кое не е македонско население, со цел да се изврши промена на етничкиот состав, не само на Загоричани, ваква промена на етничкиот состав се врши на целата дел од ова Егејска Македонија, со цел да се докаже дека таму нема малцинства, дека се таа држава, нација е хомогена национално и етнички и дека само мал дел на муслимани се во оваа држава. Значи, ваквиот број на намалување на населението во Загоричани е последица од ваквата грчка-македонска борба со која не само духовно, туку и физички требало да се масакрира и да се уништи македонскиот народ. Тажна е нашата историја, сепак вие тука потомците од тие Загоричани кажувате дека имате длабок и жилав корен и дека сепак покрај сите овие кијамети, покрај сите невремиња, ние ќе обстанеме како македонски народ, ќе си го сочуваме своето достоинство, име, историја и идентитет. Да не ги забораваме мртвите, вечна им слава на Загоричани. Во тие денови на теророт, на страдањата на нашите сограѓани, на нашите браќа, сестри, кога од големата чешма во Загоричани место вода протече и крв, народот ја испее песната "Народе македонски". Да ја слушнеме во изведба на групата Хармонија. Za
А сега го повикувам Петре Нанев, еден од основачите на Сдруженијата Загоричани и учесник на оваа изложба, да се обрати кон нас. Сестри и браќа македонци, како иницијатор на оваа изложба и задолжен за организацијата на оваа изложба и на претходните две, сакав да им одадиме почит на жртвите на загоричанци кои настрадале и 903-та, и 905-та, и 49-та, односно за време на граѓанската војна. А сега сакам да им одадиме почит и на овие најнови жртви на македонците, најнова трагедија за Македонија. Јас сметам дека е ова најголема трагедија за Македонија, затоа што претходните трагедии и на Загоричани и на Македонија биле од туѓа злосторничка рака, а ова трагедија што не снајде слободна држава Македонија со институции, со системи, е резултат на нашата слабост, на неефикасност и на неодговорност. И затоа јас сметам дека е ова најголема трагедија за македонскиот народ и за македонската држава и најболно ја чувствуваме во нашите срца. Како роден загоричанец, потек ми даде и сликата на мојата баба, кога јас имам 14 години, кога почна да ме раскажува за несиниот татко кој настрада во тој колеж во Загоричани и почна да плаче и не раскаже дека кога отиште да го зема трупот на мојот прадедо Кузо Нанов, кој заедно со други 15 на загоричанци биле земни заложници кога морале да остапуваат бандите грчки, колјачите на Загоричи кога остапувале од турскиот одред, кога се осигурале горе на планината, тогаш ги натерале тие 15 на загоричанци заложници да клекнат на колена и еден дел од нив ги колеле, ги фаќале за коси, ги колеле, а на неколку мина од нив со пушките од нова близина, од голема близина им пукале во главите и така и мојот прадедо бил застрелен во главата и кога отишле да го земат трупот, баба ми раскажуваше дека покрај трупот го собрале мозокот во шамивче да го погреба со трупот. Покрај почита, сеќавањето и тагата што има кон овие сите жртви што ги спомнав, сакам да одадеме почит и на наши колеги, конкретно на нашиот драг колега Коле Манев, кој заедно со Коле Манев 3 години бевме во ист дом во Романија и Коле Манев остана како сираче, како дете од на таа возраст, на 6-7 години возраст. И тагата што е носел во цел живот, гневот што го носел од тешкотите, од проблемите, кај него се преточила во една креативност голема на сите полина, на повеќе полина од уметноста, во филмот, литературата, посебно во ликовната уметност, во сликарството. Во овој траурен момент одаваме почит и на други наши колеги, на Таки Павловски, исто така кои учествувале порано на нашите изложби, на Владо Георгиевски, на Ѓоко Матешки кои исто така учествувале и на други колеги. Јас изразувам голема благодарност за сите учесници на оваа изложба што придонесоа да ме соберат овде, да се поклониме пред моштите на сите овие наши маченици и да го одбележиме овој момент
и да упатиме и една критика на наводно мајката на демократијата на Грција, која денес слави најголем национален празник, а треба да се срами од овој 25 март за порезот за Горичани кои го одбраа тие во чест на нивната национален празник да го направат злосторството и да се срамат и за другите злосторства што ги направиле према македонскиот народ и ден денес уште ги прават. Благодарам што ме сослушавте и ја повикувам новинарката Ана Запирова да прочита еден текст, односно два текста од наши еминентни писатели посветени на нашиот извонреден, креативен колега и пријател Коле Манев. Поведете. Добро вечер. Благодарам за можноста вечерва да бидам со вас на оваа трета меморијална ликовна изложба по повод 120 години од трагедијата во селото Загоричани, која што символично му е посветена и, како што спомена господин Петар, веќе скоро починатиот сликар Коле Манев. Вечер имам можност да ви принесам две пораки од двајца наши општествени дејци кои што не се во можност да бидат вечерва со нас. Првата е од господин Ѓорѓи Јановски. Именуванот е како сликар на егејската трагика. Почитувани, многу жалам што поради здравствени причини не можам да присуствувам на овој тажен чин, посветен на еден трагичен настан од македонската историја и посебно на ликот и уметничкото творештво на мојот долгогодишен пријател и сонародник Коле Манев. На денот на неговата ненадејна смрт, во сочувство до семејството, истакнав дека Манев замина во вечноста на македонскиот незаборав, оставајќи зад себе богата ликовна, филмска и општествена дејност, која што представува грандиозен споменик на егејската трагика и болка. Во мојот роман Вани е раскажана судбината на едно од многу јадните македонски деца, прогонети од своите родни огништа за време на граѓанската војна во Грција. Судбината што ја доживеа и самиот Манев. Веројатно тоа беше мотивот на неговиот ангажман во објавувањето на вториот дел од романот, со лична желба тој да биде ликовен илустратор на нејзините содржини. На мое големо изненадување по неговото враќање од Париз, Коле донесе десетина слики во болен формат, изработени во специјална техника на пергамент, како илустрации на ракописот што го понесе со себе. Секоја тие слики представува посебно уметничко дело со што мојот авторски текст беше надграден и оплеменен со една ликовна димензија, што со пишаниот збор не можеше да се искаже. Фактички, новата книга збогатена со овие раскошни илустрации според македонската поетеса Светлана Јоцич, нејзин промотор е коавторско дело на еден писател и на еден ликовен уметник. Должен сум во оваа прилика да напоменам дека Коле Манев беше учесник и во многубрени општествени активности, меѓу кои ќе наведам само неколку. Председател на ДЛУМ, кога се установи годишната награда на Нова Македонија за најдобра творба во мал формат. Председател на Сдруженијето на деца бегалци, кога ја организиравме 4-та светска средба на децата бегалци од Егејска Македонија, како и автор на голем број новинарски колумни, објавени во повеќе печатени медиуми. Со еден збор, Манев ќе остане запаметен како врвен уметник, со големи заслуги за меѓународната афирмација на македонската национална култура и посебно за јавна осуда на екзодусот извршен врз македонскиот народ во Егејска Македонија. Подпис Ѓорѓи Јановски. Коле Манев
ја обединува Македонија до бескрајот. Со Коле Манев безсмртниот македонски уметник на екзодусот и приврзаник на зборовите од Светото писмо, дека земјата е обесена на ништо. Не поврза во вечноста една средба, на самиот почеток на третиот милениум, во Богородичната црква во Париз. А се однесуваше на мојата беседа во Охридската Света Софија за големиот француски поет Ив Бонфуа, кој беше овенчан со златниот венец на Струшките вечери на поезијата во 99 година. Во неа имаше реченица дека Македонија и Бескрајот се во исто равенство, бидејќи и Македонија и Бескрајот граничат сами со себе. Сега, ми рече Коле Манев, ќе запалиме по една светја и ќе ја пренесеме Света Софија од Охрид во Париз, бидејќи од моето раѓање во славното косторско село Бакчо во Егејска Македонија, преку одисејата на моето прогонство и детството во граѓанската војна во Грција, во Туглаш, во Романија, до денес, со секое мое дело ја обединувам Македонија во бескрајот. Тогаш јас ја замислив една можна ретроспектива за Коле Манев во македонските и светските музеи, во која се што направил влегува во свето единство. Сите негови слики, независно дали се во знак на епопеја, портрет, абстракција или фигуративното, минуваат низ принципот на античката трагедија, дека уметноста му е должна на секој човек посебно. И дека единството на просторот и единството на времето се претвораат во единство на опасноста да се живее и дека самиот живот е миг на залудна надеж, во која само уметноста ја спасува светската меморија на масакрите, прогонствата и геноцидите, што траат од памтивек до денес. Една вечер во нашите незаборавни дечени париско пријателство, тој ме запозна со мадам Клод Бруно, која долго време беше начело на интернационалниот град на уметноста во срцето на Париз и во кого Македонија се здоби со своја ателје. И на негова иницијатива беа представени плејада македонски уметници. Се сеќава како вчера да беше. Господја Бруно ми рече, јас никогаш немаше да ја запознаам Македонија од Лазарополе до Париз, ако не беше Коле Манев. Затоа и денес Коле Манев ја обединува Македонија во бескрајот. Со неговото безвремено сликарство во многу земји, каде што изложувал и со неговите филмови, од кои долгометражниот документарец Тугеш и денес предизвикува солзи по сите меридијани. А солзите се вода од срцето што минува низ очите, од трошките на Хомеровата трпеза, како што велеше Есил, татвото на трагедијата. Коле Манев ги претвораше солзите во камен на човечкото тело и душа, за да останат како цврста материја и антиматерија по нашето заминување од овој свет. И бидејќи нема точка на планетава каде што нема македонци од егејскиот екзодус, му го раскажував на Коле Манев на Монмартар еден полноќен восклик на легендарниот актер Ристо Шишков, кој се претвори во мит на македонската вечност со неговите зборови. Македонци од егејскиот дел на Македонија има навсекаде, дури и на Гренланд, каде што биле китоловци. Бидејќи ловот на китови е познат последните 7000 години, Коле со неговата благородничка насметка рече: во некој друг живот, можеби ќе го снимаме тој филм со китоловците на Гренланд, од нашите гори лист и со Шишков во главната улога. И бидејќи Коле Манев ја обединува Македонија во бескрајот, тој ги поистоветува и македонските и грчките и сите солзи на светот во духот на епитафот на Никос Казанзакис во Ираклион на Крит. Од ништо не се плаша,
ништо не очекувам. Јас сум слободен. Во негова слобода, во вечноста Коле Манев ќе продолжи да ја обединува Македонија во безкрај. Подпис Јордан Плевнеш, март 2025, Париз, Скопје. Браво, Ане, браво. Благодарам. Драги